Прв разговор во Македонија наутро го најавуваме вака. Економската криза прави проблеми и остава последици во сите сегменти од општественото живење. Превозниците ни се во фокусот на редниве минути во Македонија наутро. Имено скапата нафта и недостигот од возачи го редуцираа транспортот и ги натираа собствениците на фирми за транспорт да се фатат за воланот. Голем дел од камионите стојат на паркинзите, една од најважните алки во синџирот на снабдување е во сериозна криза. Тема на анализа со господја Билјана Моратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Споменав уште во најавата, господја Моратовска, една од најважните алки, товарниот превоз е во сериозна криза, во период на економска криза, пак кога пари ни се потребни за да преживееме. Која е причината за недостигот на возачи, недоволно квалификуван кадар или пак странство нуди повеќе пари? Ја би сакала прво да потенцирам зошто е важен превозот во патниот сообраќај, бидејќи кога го разгледуваме транспортот во нашата држава, бидејќи транспорт е нешто пошироко, ние немаме нити пристап до море, мислам излез на море, немаме развиена железница, така да според статистичките податоци 96% од производите кои што се увезуваат, извезуваат, се превезуваат со товарни возила во патниот сообраќај, односно можам да кажам дека една увозно зависна држава мора да посвети поголемо внимание во однос на сите проблеми што го следат превозот со цел да се надминуваат проблемите и да биде дел, без разлика што во оваа сфера се повеќе приватни трговски друштва, да биде дел од националната стратегија со цел да се надминат сите проблеми. Еден од горливите проблеми кои веќе 5 години се соочуваме превозниците е недостаткот на професионални возачи. Под професионални возачи се подразбираат пред се сите оние кои што вршат превоз на територија на нашата држава, меѓутоа поголем дел, поради нивното стручно оспособување, се однесува на сите оние што вршат меѓународен превоз. Фактот дека во 2015-2025 беше направена една студија од ИРУ, како најголемо здружение на транспортери на светско ниво, заедно со Обединетите нации, дека во овој период во сите држави на светско ниво околу 2 милиона возачи одат во пензија, значи во овој цел период, државите од Западна Европа почнаа да спроведуваат сосема поинакви политики за привлекување на возачите, особено од балканските држави. Значи не само од нашата, тука и од Србија, и од Црна Гора, и од Босна, и од сегде. Така да веќе од 2019 Германија ги смени, Белгија, Германија, Чешка ги сменија условите за добивање на работни визи. Што значи дека она што некогаш беше актуелно, дека да се земат бугарски пасоши, словенски пасоши, чешки пасоши за да може да се работи, сега веќе се признаваат македонските пасоши и со работни визи се овозможува на возачите да поминат во трансфер да работат на територија. Автоматски со тоа се доведуваме да она што кај нас е како потреба веќе драстично се намалува и како да кажам, превозниците се соочуваат со неквалификувана работна сила, бидејќи мора да ангажираат некого или да инвестираат за да оспособат некои возачи. Во исто време голем број од газдите или потесното семејство, бидејќи ние имаме пред се микро и мали предпријатија, се враќаат зад воланот за да работат, бидејќи транспортот не смее да запре, мора да се движи, ние немаме залиха, ништо да оставиме дока не се движи барем едно товарно моторно возило, тоа значи затварање на компанијата. Со цел на дополнување на дефицитарниот кадар, иницииравте враќање на смерот возачи во повеќе средни училишта. Зборуваме за квалификувани кадри, а не возачи по пат на доквалификација или дообука. Каков е интересот од средните училишта? Има ли некаков одговор? Видите, ние доставивме барање до владата, така, до Министерството за образование и за време на претходната влада и сега, бидејќи овој проблем не е од вчера,
него континуирано се движи од 2015 навака се заседла. Имаме као информација само од едно училиште кое што е заинтересирано, меѓутоа за да се врати смерот возач во средните училишта мора да се набават и соодветни товарни возила, што значи дека без интервенција на владата и она што ви го кажав националната стратегија за развојот, каде што ќе се вметнат тие елементи, да се купат возила, товарни автобуси, оние симулатори, каде што ќе учат учениците, не може да се направи, затоа што училиштата немаат доволно средства за да можат да ги обноват. Меѓутоа, кога зборуваме за ваков вид на кадри кои што ќе излезат, веќе тие се пософистирани, што значи дека познавањето на законските прописи, ако ги набројам, ќе се зачудите колку многу закони треба да знаат и возачите и превозниците за да можат да действуваат на територија на цела Европа. Меѓу другото, обуката за возачи за камиони и шлипери е голем трошок, особено за нашите граѓани од руралните средини. Па тука поднесовте уште една иницијатива до владата за субвенционирање на овие обуки. Има ли одговор и има ли некаква поддршка? Па нема, сега и од, како што ви кажав, цело време кога ги поднесуваме и порано, добивавме информација дека ќе преземе све, меѓутоа во моментот да се користат оние мерки или програми кои што беа дадени за сите други за вработување, тоа тука има огромен проблем. Значи, за да се стаса да бидеш професионален возач, мора да се полага возачки, прво за С и за Д, Е категорија, потоа да се полага за стручна професионална компетентност, да се извадат картици кои што се специјални за евиденција на работното време, се стават во возилата, за АДР сертификати. Значи има многу документи кои што еден професионален возач мора да ги има за да може да ја обавува. И сите тоа се големи средства кои што во руралните средини, каде што има потенцијал за да се стимулира тие луѓе да работат, сепак треба да се дадат некои субвенции, неповратни средства со кои што би се овозможило. Кога би било тоа преку образовниот систем, значи веќе средниците кои што ќе завршат, тој дали ќе биде 3 години или 4 години, они треба според правилата кои што постојат во другите држави, завршуваат не само со диплома дека завршиле средно, него со сите тие документи кои што треба да ги поседуваат. Кризата економска која што ја живееме изминативе неколку месеци е причина за поскапување во сите сфери на општественото живење, поскапеа услугите на транспортните компании и како истите да ги задржат клиентите. Тоа е веројатно најголемата борба со вакви поскапувања. Вака, прво би сакала да ви кажам дека теоретски, кога зборуваме, значи превозот, генерално или транспортот, да го кажам, тако зависи и е подлежен на многу негативни ефекти кои што произлегуваат од политички, од економски кризи, од здравствени кризи, од воени кризи, од временски услови, што значи ние кога превозниците размислуваме и правиме анализа на работењето, тоа се гледа во една календарска година, затоа што во разни периоди имаме различно влијание. Меѓутоа, кога ќе се спојат повеќе проблеми како што се здравствената, што беше ковидот, сега економската, финансиската, намалувањето на производството на секаде во Европа, тоа значи дека максимално се намалува и обемот на превоз на стока, што доведува до редуцирање на користење на капацитетите кои што ги имаат превозниците. Меѓутоа, како што кажав и преска, мора да се бориме, ние сме жилави, немаме залихи, не можеме да чекаме поубави времења. Така да во овој период веќе превозниците се научија дека треба да договараат цени пред самиот превоз да го договорат. Во тие долгорочни договори што ги прават ставаат клаузули во кои што се повикуваат на тоа доколку драстично има пораст на цената на горивото или некои други давачки кои што се даваат, дека се нивелира цената. Меѓутоа, пак не се постигнуваат добри резултати затоа што турбуленциите кои што се на
пазарот денеска, на транспортниот пазар се многу голем. И наредни минути сакам да се задржиме уште малку на тема пари. Истражува во текот на вчерашниот ден колку од прилика земаат возачите со ЦИ категорија низ Македонија, па дојдов до бројки дека доколку се работи, да речеме, на превоз во државата, земаат некаде околу 30 или повеќе, нешто повеќе од 30.000 динари плата. Во странство ако возат, тоа е многу повеќе, имајќи предвид дека тука им се рачунати дневници и слично. Но доколку работат со посредници со странски компании, платата достигнува некаде до 2000 евра. И сега во контекст на сите поскапувања кои што ги имаме, растат ли платите и на возачите и тие треба некако да преживеат? Па видете, транспортот за да се движи потребен е возач. Так. Значи тука нема што да разговараме дали ќе се плаќа или нема да се плаќа. Имаше еден период кога немаше многу недостаток, па тогаш некако помалку се влијаеше на тоа дали ќе расте цената или не. Меѓутоа, во меѓународниот превоз постои едно правило дека возачот учествува во реализацијата. Што значи, колку имаме поголем обрт и движење на возилата со превоз на стока, автоматски процентот кој што го добиваат е поголем. Така да платата на возачите се состои од 3 дела. Имаме основна плата која што следува нормално, не сме да биде под минималната, како што доколку дојде до тоа да не може да работи. Па имаме дел кој што се пресметува во база на реализација, колку оствариле, и третиот дел се дневниците, бидејќи возачите својата работна дејност ја извршуваат во возилото, одат надвор, меѓутоа сепак за тој период мора да им се обезбеди храна и спиење имаат, бидејќи во кабините имаат камиони. Меѓутоа храната е веќе нешто друго, затоа што кога се работи за комерцијалисти, на нив им е обезбедено тоа на некој начин, меѓутоа имаат, да речем, ручек како платат или вечера, меѓутоа возачите тоа се 3 оброка. Доручек, ручек и вечера, бидејќи го прават во возилата, така, не се како другите. Така да можам да ви кажам дека доколку не постојат овие застои кои што ги имаме на границите на територија на Балканот, цената, платата која што заработуваат возачите може да биде исто така еднаква на онаа што е во Европска унија. За жал, затоа што ви кажав, обртот е важен, значи веќе тука кога губиме ден-два на одредени гранични премини, обртот се намалува барем за еден превоз. Во услови на економска криза сега имаме намалување повеќе, бидејќи имаме чекање на местата на истовар, утовар на стоката. И сега ајде да ги проговориме овие тесни грла кои што ги кажавте. Помина летниот метеж, но се уште ги има како метеж на границата товарните возила. Како се решава? Ова до првата земја со ЕУ сериозен проблем. Понатаму веќе оди лесно. Видете, ние сме научени, чекаме на граничните премини. Не можеш да се буниш многу, мислам зборам за возачите, бидејќи ако се бунат ќе ги вратат на задната колона. Ние како здруженија, не само од Македонија, туку и од Србија и од Босна, бидејќи имаме меморандум за соработка, се обидуваме да издействуваме побрз проток на возилава. Успева? Па, ни обеќаваат. Значи, поентата е во тоа што на сите премини, не само меѓу Македонија, Србија или Босна, Хрватска, така, него и меѓу земјите членки на Европската унија мора да се зголемат граничните премини, да се додаде барем па уште една лента низ која што ќе поминат возилата, бидејќи веќе имаме транзитен систем електронски, каде што се дава гаранција од местото на утоварот до местото на истоварот, и тука би требало возилата да поминуваат без никакви пречки, освен ако има систем на црвено и зелено на царинските системи, ако се појави дека е нешто сомнително, па да се прегледува. За жал, тоа споро работи. Еве, например, и Табановци Прешево, јас сум заложник за тоа да има една контрола, не две. Ние сега во моментот имаме стационирани надлежни органи, полиција царина и од едната држава и од другата. Меѓутоа, побрзо би поминувало кога при излез од државата
а влез во Србија, српската царина и полиција би правила контрола и обратно, кога влегуваат кај нас, а информациите електронски да ги разменуваат, што би се добило уште едно 10-15 минути во однос на протокот. Влегуваме веќе во терминот за вести, Сусама Накосо, ми треба одговори на прашањето кое што никако се поврзува со следниот гостин кој веќе го очекуваме во студиото 3 на МТВ. Сериозен проблем за возачите е и нелегалното уфрлување на мигранти во камионите и тоа најизразено е според информациите на граничниот премин Бајаково. Оно што е сериозен проблем е како да се докаже невиноста, што име на вистина главоболка на возачите. Видете, со мигрантите веќе долго време имаме проблеми, меѓутоа најголем проблем имаме со Хрватска и донекаде со Грција. Така. Затоа што поентата е во тоа, полицијата е таа прва што прави записник и проверува дали постои инволвираност или не постои инволвираност на превозникот, односно возачот во однос на пренесувањето или влегувањето на мигрантите. Меѓутоа, кога ќе се стаса на царинскиот преглед, Хрватската царина веќе долги години, значи, си нашла начин како да се полни буџетот и ги казнуваат сите превозници со минимална казна од 4800, може да биде и поголема. Зборуваме за евро. Да, за евро зборуваме, се извинувам. И затоа што бил нарушен царинскиот простор. Не вршејќи истрага, не читајќи ги извештаите од полицијата, која што јасно укажува дека не е грешка на превозникот. Значи, навистина е нарушен просторот. Нарушен е кој ќе ги запрати во Германија, кој ќе ги запрати во Маđарска и во другите држави, меѓутоа целата процедура трае 24 часа, каде што возачот е во минимален притвор, се прават тие разговори и испитувања и ако се констатира дека не постои никаква инволвираност, се ослободуваат. Ние на овој начин стварно сме многу оштетени. Прво ни соштетуваат возилата, зашто треба да платиме, потоа плаќаме казна во Хрватска или имаме судски процеси во Грција, каде што траат долго и плюс плаќаме за оштетената стока. Хајде да видиме по вестите што ќе кажат и од регионалната иницијатива за миграција и бегалци на оваа тема. Благодарам господја Муратовска за гостувањето во Македонија на утро и анализата. Велите, заборавени сме малку овој период, никако не ни посветуваат внимание, ние сме тука за вас.